Šo maleš? Ова овде ти беше малку пресолено. Ова? А тоа таму па не пара беше солено. Ма терти потијат? А ова овде беше најубаво. Ова. Друг пат кој ќе доаѓам, се од ова да ми прави. Се од тоа ќе ти правам, се од тоа ќе ти правам. А само пријателе, абе, те гледам вака облечен како козар, а ова јадење шо го нарачуваш, не пара е така за таков човек, шо парла толку арш на едно јадење. Шо човек си да ми кажеш, а? Би ти кажала, ама не знам дали знаеш да молчиш. Како риба, пријателе, како риба, кажи сам, а? Шо толку навалуваш, ке ти кажам само да знае. Ако му кажеш на некој, главата има да ти летне. Како? Како на врапче. Разбра? Па сега, пријателе, немој така. Сакаш да дознаш кој сум? Кажи, пријателе, за да знам со каков човек сум имал работа, да кажувам на други. Јас сум син на царот. Си рече? Син на царот. Облечен сум вака, а да не се поклонуваме тука пред мене, да не види некој кој ме познае. Облечен сум вака, токму заради тоа за да не може да ме препозна. Шетам ни старшината, барам мома за невеста. Аман, Која ќе ја најдам, ако ме засака ваков како козар, разбираш ли, ќе ја земам за жена. Ко ти сакам да ме сака како човек, а не како царски син. Разбра? Како не разбрав? Како не разбрав? Само, може ли да ти кажам нешто? Кажи. Ами, не чини па толку да акаш да шеташ, кога можам да кажам оти, момата е тука. Не треба поише да одиш ни светот. Кај е момата, бе? Нашево село, главата. Кој е село, бре? Паша, шо има една керка. Пашата. Да, Убава. а бре капка роса. Да појдам да му кажам, а? Слушај, ќе појдеш кај Пашата и нему ќе му кажеш кој сум и шо сум. Ќе појдам. Само нему и никому на друг. Никој Оти тој вака како козар нема да ме прими. арно велиш. А убава е, видиш. Леле што е убава. Само да ја видиш. Едно лице, бело, бело, а тука, малку тенко така, а нозе. Доста, бе! Ајде, оди. Оди кај Пашата. Чеката ме Пашата. Ајде, раскрени ја масата, побрза, бе. Побрза не можам да гледам. Се прејал. Мера, баба. Абе, не клањајте се, бре, ви реков. Не бе ти реков. Може некој да ме познае. Така е, ваше. Ја утнеме работа. Ајде, бега се. Трни се. Абе, трни се. Прости, ваше височество, што не те пречеква како што требаше. Не знаев ја за оваа работа, прости. Многу сум ти лутваш. Многу сум, срам да ти. Ние сме. Срам да ти. Абе, јас навистина сум облечен како козар, ама ти, бре, треба да имаш луѓе што ќе ти кажат дека ваков ќе дојдам. Абе, како Паша си ти да немаш човек во дворецот што може да ти кажува што се случува? Ама имам, ваше височество, Имаш. имам, ама Тикви тој изгледа не си ја врши работата како што треба. Ќе најдам друг, ќе го сменам. Да го подобро. смениш, да го смениш. А сега, те молам, ваше височество, да дојдеш во мојата куќа да видиш мојата кјата. Те молам. Јас ја стане, оди си дома, јас ќе дојдам потоа. Ќе дојдам, ќе ти направам чест. Ако има среќа, ја бендисам кјата ти и царица ќе ја стои. Ако не ја бендисам, пак ќе треба да акам ми се. Добро.
Прости, Ваше Височество, јас ќе одам да им кажам да ја дотераат. Да. За колку време ќе дојдеш, Ваше Височество? Па, не, кај, да е за 3/4 ќе дојде. Добро, ќе чекам. Отиду. Ајде. Отиду. Анджи! О, Анджи! Тука, Ваше Величество. Собата. Собата. Готова. Така. Убаво да ја дотераш, да ја бендиса и да ја земе. Јас да си се осватам со царот, крајот нема да ми се знае. А може и министер да станам и во престолнината да живееме. Ако ја свршам оваа работа, ќе го исполнам ушаното од царот. Ќе види тој каков позар сум јас. Готови ли сте? Еве го доаѓа. Готово. Убава е, не ли? Ќе ја бендите, не? А јас? Сваќа со царица, еј. И дворјанки ќе бидаме. Еве го доаѓа. Дај да го покријаме. Јас сум козарот, ме чека пашата. Повели, Ваше Величество, повели. Не кладеј се, тука може некој да ме види. Да. Еве ја керка ми, Ваше Величество. Си имал среќа, Паша Ефенди, царски син за зет да добиеш. Така. Убава е, ја бендисав. А сега, слушни што ќе ти кажам, не ќе биде лошо што поскоро свадба да направиме. Да не одиме дури до престолнината, оти попат може да се пишманам. Многу терпливија сум. Овде ќе ја направиме, Ваше Величество, ако ти така заповедаш. Заповедам. А сега сакам најдобриот терзија да ми го најдеш, најубави алишта да ми сошие. А колку за свадбата иш да не се стеснуваш, има да трошиш колку што треба и не треба. Татко ми, царот рече, кај што ќе решам да се женам, да трошам од парите за данок што треба да му ги пратам. Значи, колку што ќе изнесува арчот, толку месеци данок не треба да му платиш. Разбра? Од царското азно, Ваше Величество. Колку сакаме, толку ги трошиме. Така? Ака е, Паша Ефенди, оти царското азно и моје азно. Така. Пашице, нареди да се приготви собата и се што треба за свадбата. А јас ќе одам кај аџијата да му кажам што да готви. Така е, Паша Ефенди. Така е, оти само тој знае царски манџи да прави. Стој, веќе, стој. Царот. 2 месеци поминува и третиот, а ти за тие месеци уште не си испратил данок за царската каса. Ако не испратиш, знаеш што те чека и затоа не играј си со глава. Царот. Оди веднаш донеси хартија и перо.